Со авионот кој патувал од Тревизо за Приштина управувал председателот на аероклубот Франческо Монтаньер. Во авионот се наоѓал и подпредседателот Дарио Бастасин заедно со Лука Делемуле, италијанката Иларија Берти, косовецот со италијански пасош Визар Бегај, како и неговиот брат. The vice president and the president and the accountant manager. All the management of the airplane was inside that aircraft. They were leading in Pristina for an inauguration about something like a new flight school organized by the government of Kosovo, and they were leading Skopje just for technical reason to get the fuel in the airplane, but one of that aircraft never arrived. We can imagine for weather reason, because there was very severe weather conditions yesterday when the accident happened. Членот на клубот за ТВ Нова раскажува дека патнатиот авион всушност бил дел од група составена од 3 авиони кои летале од Тревизо за Приштина, а представниците на италијанскиот аероклуб требало да отворат сличен спортски клуб и во Косово. Од аероклубот Тревизо вела дека авионот требало само да слета за да дополни керозин во Македонија и да продолжи за Косово. На приштинскиот аеродром немало гориво какво што е потребно за авионот Пайпер. Во авиоклубот се сомневаа дека причината за несреќата било невремето во Скопскиот регион. За Монтаньер, пишуваат италијанските медиуми, беше многу добар пилот и главна личност за аероклубовите. Во текот на целиот свој мандат се бореше да го задржи вниманието, просторот, страста за летање. Но во 2010 година се појави во весниците поради грешка направена на аеродромот во Тревизо, каде било напишано "Летот е бесплатен за вас, на влезот во аероклубот и работата е бесплатна", алудирајќи на концентрационот логор Аушвиц. Обвинителот тогаш интервенирал, а ознаките морале да бидат тргнати. Подоцна познатиот пилот беше ослободен од судот во Тревизо од обвинението за потикнување на расна омраза за својата иницијатива за одбрана на места и активности во аероклубот. По овој публицитет, тој тврдеше дека немал намера да ги навреди жртвите на Холокаустот, наведуваат медиумите во Италија. На само 4 минути пред слетувањето на Скопскиот аеродром на 2 километри од селото Кожле во општина Петровец, вчера се урна малиот приватен авион на познатиот Монтаньер.